Партнерството со Обединетото кралство е уникатно и договорите ќе донесат голема додадена вредност за Македонија, уверува вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски. Во гостување на телевизија Алфа, тој нагласи дека додадената вредност е најмногу политичка, бидејќи вели финансирање на инфраструктурни проекти може да се обезбеди и од други извори, но оваа соработка до која тешко се доаѓа е силен политички сигнал за довербата во земјава. Ова е прв пат, вели Николовски, втората најмоќна сила да ја даде подршка на Македонија во делот на реформите, инфраструктурата, здравството, образованието. Да имате таква држава за партнер, мислам дека Македонија може само да добие многу. Ние со децени изборувавме дека на Македонија треба голема држава која што ти е покровител. За жал, претходните влади не направија ништо да таква држава застане позади нас. Успеавме ние да ја обезбедиме втората политичка сила во светот да застане позади нас. И мислам дека ова огромна историска работа, јас не случајно кажав дека договорот е историски, дека 22 мај ќе остане запаметен во македонската историја. За критиките на опозицијата, Николовски вели дека за разлика од претходната влада, оваа е транспарентна. Договорот со Обединетото кралство не бил таен, бил достапен за јавноста и изгласан во собранието. Тој рече дека првите конкретни активности за дел од проектите кои ќе се поддржат од Британија може да се очекуваат на есен. Ќе се формира координативно тело составено од надлежни ресорни министри кој ќе го следи извршувањето на проектите. Прв и најголем проект кој чека на реализација е брзата пруга од Табановце до Гевгелија. Министерството за финансии ќе биде задолжено да бара финансии за изградбата, но поважно е според Николовски дека Британија ќе биде гарант, кредитот ќе биде подигнат според британскиот кредитен рейтинг, а тоа ќе значи и пониски каматни стапки. Прва наредна седница на влада е во вторник, што значи дека само за 3 работни дена од влегувањето на договорот во сила ќе ги имаме првите големи активности, а тоа е формирање на координативно тело за реализација на договорот, во кој што ќе членуваат сите министри кои што ресорно се засегнати. И второ, набарање на македонска железница инфраструктура преку Министерството за транспорт, владата ќе го задолжи Министерството за финансии да започне постапка за обезбедување на средства за изградба на првиот голем инфраструктурен проект, тоа е железничкиот проект. По потпишувањето на меѓувладиниот договор во Лондон, договорот за стратешко партнерство со Британија ќе го потпишат двајцата премиери во наредниот период. Стратешкиот договор со Обединетото кралство тежи 6 милиарди евра. Првиот циклус инвестиции ќе биде во вредност од над 2 милиарди евра. Тој вклучува изградба на брзата пруга, реконструкција на болниците во Кичево и Тетово, како и изградба на клиничка болница со медицински факултет и студентски дом во Штип. Премиерот најави дека се размислува и изведбата на проектот за хидроелектраните Чебрен и Галиште, исто така да се реализира преку стратешкото партнерство со Британија.